12 странски сорти грозје се протегаат на повеќе од 100 хектари земја на компанијата Виторија Фрут, близу Гевгелија. Ова се последни денови за берба за оваа сезона. Имаме количина од 1.500.000 килограми годишно, од кои што добри 90% се за извоз на западните пазари во Западна Европа. Компанијата на Шуклеви е меѓу водечките производители на трпезно грозје во земјава. Но за да се пробие и на странскиот пазар, неопходни биле низа промени. Од осовременување на начинот на производство до сертификација на целиот процес. Клучниот новитет е навидум едноставна опрема. Пластични најлони со кои се покрива дел од лозјето на почетокот од пролетта. Пред да го поставим најлонот, сортата беше со многу слаб квалитет и многу слаб род, квантитет. Откако го поставивме најлонот, добивме и во квалитет и во квантитет. Само за поставување на конструкцијата на компанијата и требале околу 3 месеци. Заштитната покривка може да издржи невреме со дожд, град и ветар до 80 км на час. Грозето е заштитено од UV зраците. Ја задржува влагата, поголема бујност на лозата му дава. Климатската температура не е вариабилна, значи постојана. Поголемо зрно се формира, поголем квалитет, поголема родност. Под заштитната фолија грозјето зрее побрзо. Ако оваа сорта на отворено се бере во август, грозјето од покриените стебла компанијата го извезла уште во јули. Што значи дека нашата присутност на европските пазари е всушност од почеток и ќе трае до крај. Нешто што беше невозможно до оваа година. Така да тука ние ја согледавме клучната разлика, бидејќи нашите купувачи од Западна Европа беа задоволни, така да ние само го продолжуваме сега трендот и, како што реков, идејата ни е да можеме да покриеме со најлони во иднина што е можно повеќе. Финалниот процес на подготовка за извоз е во главниот погон. Тука се чисти, се селектира, се мери, се затвара лупката и оди на финална проверка, на крајот од ден. Како гаранција за квалитетот на производството пред странските партнери, меѓу кои е и Greenyard, еден од најголемите светски добавувачи на свежо овошје и зеленчук, компанијата морала да инвестира и во неколку сертификати. Еден од нив, Global Gapot, служи како пасош на нашето грозје, бидејќи ни помага да го покажеме целосниот процес од берба до полицата на супермаркетот, каков пат поминало тој гроздак или таа гајба на грозје. Business Social Compliance Initiative или BSCI е сертификатот кој што го имаме за социјална одговорност. Тој сертификат потврдува дека ние како фирма сме социјално одговорни према нашите работници. Виторија Фрут во пикот на сезоната во просек извезува 30 тони грозје дневно на пазарите во Европската унија. Пред грозјето да тргне на пат, се чува во посебни фрижидери, за да може да го издржи транспортот. Се изладува на температура од 3 степени и тогаш е грозјето спремно за утрока. А за поуспешен пласман на странските пазари се борат и други производители. На крајниот југозапад од земјава, во Струшкиот регион, привршува бербата на лешници. Компанијата Нелковски органик произведува неколку сорти органски лешници. Кај земјоделците постои скептицизам за преминување во органско производство и биосвис, затоа што не се запознаени со кои бенефити тие би ги имале долгорочно од органското производство. Покрај домашниот, главен таргет на фирмата е швајцарскиот пазар. За да може да извезува за швајцарскиот ланец Маркет и Кооп, компанијата морала да воведе строги стандарди за производство и дистрибуција. Така, речиси, цел процес на преработка на лешникот е автоматизиран. Откако лешниците ќе се наберат и исушат, прва се вклучува машината што ги сортира по големина. Потоа се пуштаат низ машина за кршење. Остатокот од лушпите пак се чисти рачно. И штом веќе е прочистен, лешникот преминува во другиот објект, кој што е објект веќе за фина обработка. Но главна пречка за извоз во странство било пакувањето за безбеден транспорт. Затоа била потребна посебна упрема за вакуумирање.
Без таа машина не можевме да обезбедиме пласман во Швајцарија. Вакуумот и она што значи вакуумирањето обезбедува подолготрајност на самиот лешник. Тој е побезбеден, може полесно да се складира и да се чува од страна на нашите партнери во Швајцарија и неговиот рок на трајност од ако вообичаено може да стои од 3 до 6 месеци, а може да стои до година, година и половина дури. Освен лешници, како крајен производ, Нелковски органик произведува и повеќе видови путер од органски лешници. За процесот на производство, освен што компанијата морала да стекне ЕУ сертификат за органски производи, 2 години чекала и Биосфис сертификат, кој е поригорозен и од аспект на заштитата на природата. Швајцарија обрнува големо внимание на заштита на биодиверзитетот и 7% од сите насади на оние што сакаат да земат Биосфис сертификат се оставени за природата. Значи 7% од нашите насади, ние од нашата земја не ја користиме за производство, но таа е оставена на природата. Што ќе порасне таму, се остава да расти, што ќе живее таму, се остава да живее, значи тие не се користат. Но апетитите на швајцарскиот пазар се поголеми од капацитетот за производство на оваа компанија. Затоа, преку посебна програма, фирмата обединила уште десетина локални производители, на кои им помага да добијат сертификати за органски производители. Она што значи органско производство од наша страна треба да се зголемува. Државата треба дополнително да го стимулира и да го поддржува, бидејќи ние не можеме да бидеме компетитивни со едно мало производство на конвенционален начин, но можеме да бидеме компетитивни на европскиот пазар со малечко производство на еден органски начин, на еден биосфис со биосфис сертификација. Значи тоа се мали производители, но со многу квалитетни производи. Денеска донесов куртовска капија, ајварката што не, целер, модри патлеџани и тоа е се цертифицирано со ЕУ сертификат. Драган Манев од росоманското село Паликура е органски земјоделец речиси 1 деценија. И од тоа сето тргнав одма на органско производство, каде што знам дека немам труење према себе. Значи, осеќам дека е тоа подобро и производство може да биде, иако луѓето не веруваат доста дека органско не може. Може да биде и тоа кој ќе проба, тој нема да се врати назад на хемија повеќе. Но најголем предизвик за производителите како Манев е пласманот на пазарите, поради скептицизмот во земјава кога е во прашање органската храна. Затоа група ентузијасти од Скопје пред неколку години ја формирале првата задруга на потрошувачи на органска храна Добра земја. Во незините магацини, органски производи носат земјоделци од повеќе региони, а за другата потоа ги доставува до потрошувачи. Како поминува времето, се повеќе и повеќе луѓе пројавуваат интерес, така да речеме многу позитивно влијаеше ситуацијата со пандемијата кај нас, за разлика од многу други сектори што беа загрозени. Кај нас некако како потрошувачи да станеа многу посвесни за здравата исхрана, за јачење на имунитетот, така да и интересот за органска храна многу порасна во последните година и пол и ние имаме многу повисок раст. За да се зголеми капацитетот за складирање, задругата обезбедила и посебен ладилник во кој производите може да останат свежи подолго време. Се што има во Добра земја е локално произведено. На тој начин дека ние сме ограничени од сезоните што се во Македонија. И кога ќе земеш македонски фактори дека многу се малци органски производители, ние производители ги имаме во многу вранли временски периоди. Преку ладилникот, преку складирањето, ние можеме да го продолжиме рокот на тие производи, така да и нашите рафтови да бидат пополни, да имаме поголема понуда за потрошувачите. Од ладилникот, земјоделските производи потоа се носат во продавницата на Добра земја во Скопје. 90% од производите посадуваат сертификат за органско производство, додека останатите кои што немаат сертификат се лично тестирани од нас. Значи се лабораториски проверени, тие стекнуваат ознака одобрени од Добра земја. Во оваа задруга може да се зачлени секој. За незините членови Добра земја организира и посети на нивите на земјоделците со цел купувачите лично да можат да видат што и од каде купуваат. Задругата води сметка и за еколошката одговорност, не користи пластика и се залага за нула отпад. Заштитен знак на Добра земја е така наречената органска кошничка со сезонски производи, која еднаш неделно им се доставува на членовите на задругата.
Идејата е да се воспостави една алтернатива на системот на дистрибуција, на конзумација и на производство на храна. Токму затоа е важна кошничката, бидејќи таа воспоставува баланс помеѓу потребите на еден триаголник, тоа се производителите, потрошувачите и самата задруга која што нели прави баланс помеѓу овие две страни. Иновативниот пристап во работата на овие производители го препознала швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. Виторија Фрут, Нелковски органик и Задругата Добра земја се дел од компаниите кои преку програмата ИМЕ добиле финансиска помош за да ја купат клучната опрема за производство и дистрибуција, но и логистичка поддршка за пласман на домашниот и странските пазари. Они имаат идеја, знаат каде сакаат да одат, меѓутоа некогаш немаат информација, немаат кој да им помогне или не можат да се дозволат да го платат во моментот, бидејќи најголем дел од бизнисите се заглавени со кредити, со инвестиции. Значи, ние им помагаме и вообичаено со никого не работиме само едно да ви дадеме опрема. Не, нашата цел не е да кофинансираме во опремата. Целта е да ви помогнеме стратешки да се развиете за да стигнете до целта до која вие сакате. За развој на земјоделството неопходни се промени кај домашните производители, но и стимул од државата за поголеми инвестиции. Само така македонските производи може да најдат место на нови пазари, пред да ги освојат други.